Образложение за смртта на штипскиот бизнисмен Горан Даскалов има. Непочитување на мерките за безбедност утврди државата во рудникот Добрево. Ние ќе преземеме прекршочна санкција против концесионерот. Нова кријачна пријава против Зоран Даневски. Овој пат Джумаилија ја оштетил за близу 87.000 евра. Околу 500 ромски деца во регионот без заштита од болести. Обидот да се вакцинираат денес во Штип пропадна. Само 3 семејства се обратија за вакцинација. Со 100.000 евра Штип и Благоевград заедно ќе развиваат туризам и бизнис. За општина Делчево улицата во Звегор е политика, за звегорчани проблем што треба да се реши. Ние не може да го решиме. Они треба да го решат надлежните за това. За Тодорица, Виница ги враќа пеливаните. Има интерес за учество. Парична казна од 5 до 10.000 евра ќе му биде изречена на концесионерот Индоминерали и метали за несреќата во рудникот за олово и цинк Добрево, во која беа повредени двајца рудари. Од Државниот инспекторат за техничка инспекција појаснија дека прекрашочната санкција ќе биде поднесена поради непочитување на мерките за безбедност во рудникот. Поради непочитување на мерките за безбедност, ние ќе преземеме прекршочна санкција против концесионерот. А после добивањето на целосно писмени изјави од повредените и другата документација, значи потребно е да направат геодетска снимка на самото место на несреќата, ние ќе изготвиме мислење и ќе го доставиме до надлежните институции, тоа е до јавното обвинителство. Истрагата утврдила дека работниците се повредиле во моментот кога почнале да вршат дупчење во рудникот, при што поради вибрациите и големиот звук што при тоа се создава, врз нив паднале еден поголем и еден помал камен блок. По увидот инспекторите констатирале дека несреќата се случила во жица 2, а не во спорната жица 12, каде што имало забрана за експлоатација на рудата поради низа технички пропусти. Инаку рудникот Добрево и претходно има добивано казнино за непочитување на решение за отстранување на недостатоци. Од инспекторатот потенцираат дека контролите би били и почести не само во Добрево, туку и во останатите компании од овој сектор, но проблем им е недостигот од кадар. Ни фалат уште 99 вработени. Според информациите ние што го имаме во овие рудници, са сатураница злетова што се над испод земја. Значи треба 24 часа да имаме инспектор. Во другите земји, например во Русија е така. Значи целосно 24 часа надзор држат. Инаку само лани во Добрево биле реализирани 4 инспекцијски контроли и изречена глоба во висина од 80.000 евра. Веќе втор ден нема официјално соопштение за смртта на штипскиот бизнисмен и политичар Горан Даскалов, кој вчера беше пронајден мртов во својата викендица во населбата Сујтлак. Даскалов денес беше погребан на градските гробишта во Штип, но дилемата дали неговата смрт била самоубиство или добро смислено убиство се до овој момент во јавноста е актуелна. Сепак, според информации до кои дојде ТВ Стар, смртта на Даскалов е последица на лична одлука, а причините за тоа тој ги објаснил во прошталното писмо кој го пишувал завчера по 21 часот во неговото омилено место, вилата во штипската населба Сујтлак. Која е содржината на писмото до овој момент е енигма, дури и за неговите најблиски, зашто тоа се уште е во рацето на полицијата. Од друга страна, сосема паушални се тврдењата во некои медиуми дека Даскалов имал финансиски проблеми и дека всушност тие го притиснале шкрапалото на пиштолот. Ниту лицето, ниту бизнисменот Даскалов некому должел пари, тврдат сите што го знаат одблизу. Како што не се точни ниту информациите дека ден пред смртта добил кривична пријава за финансиска проневера во ФК Брегалница, каде до лани беше председател. Од тука, енигма за оваа смрт нема, зашто сите објаснувања се во споменатото писмо. Сепак, одлуката за самоубиство најверојатно е емотивна и одлука во момент. Имено, до пред само 2 месеци, тој магистрираше на Славјанскиот универзитет, а на ден пред смртта бил кај нотар за да го регулира работниот статус од една во друга фирма. Со други зборови, тој планирал да живее. Нова кривична пријава против Зоран Даневски, некогашен раководител на Светиниколскиот агрокомбинат Джумаилија.
Овој пат полицијата го сомничи дека тој комбинатот го оштетил за близу 87.000 евра. Имено како раководител Даневски потпишувал договори за цесии и асигнации без да бидат заведени во деловодните книги и книжени во книговодството на Џумајлија. При тоа дел од побарувањата на Џумајлија ги отстапувал лично на себе заради затворање на позајмици кои тој ги имал дадено на комбинатот, а друг дел го отстапувал на странски правни субјекти со кои Џумајлија воопшто немала никакви деловни односи. На овој начин тој предпријатието го оштетил за 87.749 евра, утврдила полициската истрага. Поради ова, на него денес му е поднесена кривична пријава за злоупотреба на службената положба и овластување. Улицата во Звегор влезе во политиката, па во незадоволството на жителите општината виде партиски мотивирани инсинуации од поединци, но тоа не е се. Општината забележала и делумни тенденциозни информации во прилогот на телевизија Стар. Сакаме да го искажеме своето длабоко несогласување со делумните тенденциозни и погрешни информации кои што беа пренесени од страна на ТВ Стар од Штип во јавноста во рамки на вчерашниот прилог емитуван во вестите во оваа регионална телевизија. Општина Делчево нити рушела, ниту има намера да руши нечии градби, затоа што не располага со човечки капацитет и ресурси за оваа работа. Во рамки на постојните закони во Република Македонија, рушењето на дивоградби го прават соодветно екипирани фирми кои ќе добијат налог од страна на општината на трошок на сопствениците на ваквите нелегално изградени објекти. Освен совети како се рушат дивоградби и како се пријавуваат нерегуларности, зашто вчера обвинија жителите кои се сомневаат дека првичниот план за изградба на улицата е променет со изградба на пешачка патека, од општината немаше одговор на клучното прашање како ќе се реши спорната улица. Дали како ќе го решите овој проблем? Има соодветно кој да одговори на тоа. Инаку местната зеница на селото Звегор доставила и официјално барање до општината дека тие имаат потреба од улица, а не од пешачка патека. Денеска жителите на Звегор ги повторија барањата, згрозени што партиски се етикетираат. А не никаква партиска такова. Ние сме имали среќа што е одобрено това да се направи, а има за несреќа имаме еден проблем таму што не може да го решат ни они, а како сакат не го решат, ние не може да го решиме. Они треба да го решат надлежните за тоа. Единствена такова најдоме кај вас да се обратиме да снимате това да видите. Не сме можни да викнеме друга телевизија и дали ќе дојде друга телевизија. Тие сепак не можеа лично да добијат одговор од градоначалникот Шехтански, бидејќи нивната намера да се сретнат со него беше безуспешна, со образложение дека Шехтански бил на состанок. Околу 500 ромски деца во регионот се без заштита од болести. Некои од нив имаат и по 18 години, а досега не примиле ниту една вакцина. Не знаеш ја дека треба да го вакцинирам и за тоа не дојдеа да трашам. И не ми спрета до сега покана на мене. И ја не знаеш. Ова на ризик го става здравјето на децата и тоа од сериозни и многу опасни болести. Но ова денес не беше доволна причина за нивните родители децата да ги заштитат со вакцина. Денешната акција, за жал, можем да кажем дека е неуспешна за ромската заедница во општина Штип, затоа што имаме вкупно 121 семејство каде што нивните дечиња не се вакцинирани. Само 3 семејства се обратија за вакцинација на тие деца. Оние кои за здравјето на своите деца покажаа повеќе грижа, денес дома си заминаа спокојни. Сега вакцинирано девојчето, добро е да биде заштитена од разни болести, од грипови, од се. Освен во Штип, вакви акции се спроведуваат и во останатите општини од регионот како дел од декадата на ромите. Минатата година процентот на вакцинирани деца се зголеми во нашиот регион од 90% до 95%. Работиме во тој аспект, во подигање на свеста и во информирање на тоа колку е важна вакцинацијата за здравјето на нивните деца. Сепак, ваквите акции не беа доволни за докрај да се смени навиката на родителите роми, редовно да ги вакцинираат децата, поради што, освен на вакцинација, ќе треба да се работи и на поголема едукација. Инаку, само лани Државниот здравствен инспекторат прекршочно казнил 47 родители кои децата не ги однеле на задолжителна вакцинација. На сите нив им се заканува казна од 300 до 600 евра. Собранието на Република Македонија на денешната 87-ма седница со 117 гласови за и ниту еден против и воздржан донесе одлука за распуштање на актуелниот собраниски состав.
Само распуштањето доаѓа на иницијатива на ДУИ која беше прифатена и од ВМРО-ДПМНЕ. Предвремените парламентарни избори ќе се одржат на 27 април, односно на вториот круг од претседателските избори. МВР во текот на изминатата година од областа на економскиот криминал расчистила 739 случаи, чија штета изнесувала над 1 милиарда денари. Најчести кривични дела биле злоупотреба на службената положба и овластување, данъчно затајување, фалсификување или уништување деловни книги, несовесно работење во службата, измамување на купувачи и друго. Најмногу економски криминал имало во СВР Скопје 106 случаи, а најмалку во Велес 28. Во СВР Штип се регистрирани 68 на економски криминал. Македонија ја почна годината со трговски дефицит од 187 милиони долари. Покриеноста на увозот со извоз изнесува 62,9%. Споредено со истиот месец од 2013 година, во јануари оваа година Македонија бележи намалување на трговскиот дефицит за 1,4%. Во урбанизмот и преку градежните компании најмногу се перат пари во општините во Македонија, смета јавниот обвинител Марко Зврлевски. Се внесуваат во банките и на таков начин се обидуваат со пренесувањето во одредени градежни субјекти, во градежни институции, во градежни проекти, да ги трансформираат во чисти пари. Парите не се перат само во урбанизмот, парите се перат на повеќе начини, меѓутоа она што е најлесно е во преку градба на објекти обезбедени од ПДВ. Со 100.000 евра европски пари, Штип и Благоевград заедно ќе развиваат туризам и бизнис. Намерата им е да направат заеднички регистар на културно наследство и да ги промовираат сите обичаи и објекти со предзнакот традиционални и културни. Дали во делот на архитектурата, која е многу специфична за Штип, дали е во делот на културните наследство, во делот на христијанството, многу цркви и манастири, дали се тоа нашите антички градови, дали се нашите обичаи, фолклор, дали се тоа да речеме сите оние занајти кои ги имаме од минатото. Сепак и Штип и Благоевград зборуваат за култура, но во исто време мислат и на економија. Чрез този проект да активизираме младите хора, да използваме наследството. Сакаме да ги поттикнеме младите да го искористат културното наследство и да го преточат во бизнис, односно да изработуваат сувенири и да ги продаваат. Тоа е многу важно. Прво за домашниот бизнис, а второ за популаризирање на туризмот. Просто искаме да им помогнеме да могат да создадат някакъв бизнес. Својата практична примена проектот меѓу Штип и Благоевград за прв пат ќе има во Штипско Ново село. Во Ново село идејата ни е, бидејќи тамо го реставрираме практично Ново село, во Иса Крстем и Црков, да заживеат одредени занајти кои сме ги заборавиле, кои одумреле, и тој проект ќе ги на некој начин дефинира тие занајти. Инаку, проектот е дел од меѓуграничната соработка меѓу Македонија и Бугарија и е финансиран од ИПА програмата. Половина од средствата се наменети за Штип, а половина за Благоевград. По 5 години Виница повторно ги враќа пеливаните на трките за Тодорица. Станува збор за дисциплина која се сметаше за една од најатрактивните и која би требало на Виница да и донесе повеќе гости, но и учесници за Тодорова сабота. Годинава за прв пат повторно се враќа една стара дисциплина, борба на пеливани. Има интерес за учество, а еве јас сакам да апелирам дека пријавувањето за учество во дисциплините за возрастни трае се до самото одржување на трките на градскиот стадион. Освен борбата на пеливани, годинава на Тодоровите трки ќе има уште 13 други дисциплини. Посебно би ги нагласила овде трчање во вреќа, трчање со врзани очи, трчање назад, влечење јаже, јадење тортини и секако најатрактивни за публиката се трката со коњи и трката со магариња. Традицијата во Виница е од 1926 година и од тогаш па се до денес важи за најмасовен и најатрактивен настан во општината. Ние секој пат тргнувавме од площадот со музика, устрој сите, устројто да се најде кај свеченост, и на теренот исто луѓе се собирали преку 2-3 илјади. И беше тоа атрактивно, некој трче даде, па се изморе, па падне, па стане, па трче, па... А тоа е атрактивност, знаеш, на трките, да бидат луѓе се смејат, веселат се. Оваа манифестација е непосредно поврзана со празникот Тодорица, кој уште е познат и како коњски великден. Па символично трките започнуваат со дефиле на коњи од стариот плоштад до градскиот стадион. Инаку годинава манифестацијата Тодорови трки во Виница е реализирана со целосна подршка од бизнис заедницата од општината, која обезбеди награди за најдобрите во сите категории.
Во голема и координирана полициска акција денес во Беровското село Двориште се запленети 3000 метри кубни нелегално исечени дрва. Според информации на ТВ Стар, со камион дрвата биле транспортирани на друга локација, а неколку лица за кои постои сомневање дека се организатори за сечата се приведени. Повеќе информации се најавуваат за утре. До 20 март Пехчевци ќе добијат нов плоштад, проект за кој самите одлучија на граѓанските форумски сесии. Проектот вреден 7 милиони денари е помогнат од Швајцарската развојна агенција, која учествува со 2,4 милиони денари. Паралелно со изградбата се планира и уредување на просторот околу новиот плоштад. Штипскиот бренд на супермаркети Зендолино се прошири во Струмица, каде денес беше отворен уште еден супермаркет со површина од 530 метри квадратни. Покрај широк асортиман на производи, супермаркетот на Зендолино означува и нови вработувања. Артикли има отприлика некаде од 25.000 до 30.000 артикли, значи располагаме со огромен асортиман на артикли. Вработени имаме 15 моментално, па се надеваме дека бројката ќе расне. Предностите на хипермаркетите се тоа што имаме голем асортиман на роба, на артикли и тоа е фактички избор за муштериите што можат да си го купат тоа што они сакаат. Поради планирани прекини во електроснабдувањето, утре без струја во Штип од 9 до 12 часот ќе бидат делови од улицата Карл Маркс и Лисец и селото Мустафино. Од 12:30 до 14 часот и 30 минути без напојување ќе биде улицата Широк дол. Во Делчевско, делови од селото Суви Лаки утре без струја ќе бидат во периодот од 9 до 15 часот. Да ви кажам, за селото ние немаме вода, преди се Чишинова општина, немаме вода, водовод немаме. Пиеме вода, покварена вода, риса, ништо немаме. И од тоа е... Гледај, тука имаме мислам еден пат Чишиново Чифлик, према новото игралиште е направено за мерак се, патот го почнаа 400 метра, тампонира, другото е скоро уништено. А 2 километра уништија асфалт што испука. И за сметка на тоа нема никој да дојде да провере, дали од тие инспектори, дали што звониме на сите, никој не доаѓа да види. Нью Йорк Таймс држи до точноста и тоа го докажа уште еднаш, исправувајќи грешка на текст стар повеќе од 160 години. Поточно, во рубриката Исправки се појави корекција на напис од 20 јануари 1853 година. Истата се однесува на името на Соломон Нортоп, човек според чии мемуари е снимал оскаровскиот филм 12 години робство. Грешката е направена при пишувањето на името, на што посочил еден од читателите на вестникот. Тој бил во потрага по стари статии за Нортроп, при што наишол и на споменатиот текст. Во исто време тоа е исто така едно од најпознатите приказни за Соломон Нортроп. Утре православните христијани си споменуваат за Свети Захари, патријарх Ерусалимски, а припадниците на католичката вероисповед за Марцијан.